Сегашното движење за поприродно живење добива целосна смисла и значење само ако упорно се настојува да се обезбеди и правилна исхрана, како значаен услов за здравјето, за отпорноста, за работната способност и за долго траење на човечкиот живот. За таа цел особено е значајно да се обезбеди што повеќе природна храна, зашто единствено таа во целост ги задоволува сите физиолошки потреби на организмот на човекот. Кога зборуваат за природна храна, стручњаците за исхрана и медицинарите посебно го нагласуваат извонредното значење на зеленчукот и на овошјето. Овие производи на природата се примарни и биолошки најпогодни извори на заштитни материи – витамините, минералите, ензимите, пектините, обоените и ароматичните супстанции, целулозата, фитонцидите и танините, неопходни за развој за здравјето, за отпорноста и за работната способност на човекот. Заштитните материи придонесуваат за врзување и за отстранување на отровните што се создаваат при метаболизмот и речиси непрекинато се внесуваат од загадената животна и работна средина. Големото значење на зеленчукот и овошјето се состои во тоа што тие представуваат најдобар физиолошки регулатор на ацидобазната реакција во крвта, придонесуваат за закрепнување на организмот, поволно дејствуваат врз движењето на материите во дебелото црево, во целина одговарат на енергетските потреби на човекот, зашто тие се слабо калорични. Во 100 грама зеленчук има 3-4 пати помалку џури отколку во исто количество леб. Се наоѓаме во најсовремениот овоштен насад од јаболка во нашата република, во овошниот насад на работната организација Агроплод од Ресен. Еве веќе неколку години по традиција од денес започнува масовното берење на овие убави, квалитетни, високо квалитетни, би рекол, сорти јаболка. Со мене е генералниот директор на ова организација и ве молам да ни кажете 7 година е ова поред, како излегува целиот колектив на берба да се собере овој квалитетен род. Ова кај нас стана веќе традиција. Не 7, ами 8 година е ова, како ние сите вака организирано пристапуваме на бербата на јаболка. Тоа веќе, реков, стана традиција и луѓето го очекуваат. Секој ден прашаат кога ќе биде бербата на јаболка и со ваквата организираност ние постигнуваме големи успеси во зачување на квалитетот на јаболката. Затоа што прво што се берат во многу краток временски период и така се стават во хладњача и тоа се покажа дека ваквото берење и ваквото чување во хладњача имат големи резултати, така да ние во претходната година, односно ланската година, вака собраните јаболка кои сместени во хладњача, користејќи ги за потрошувачка во мај и јуни месец, скоро немавме ни 1% кало. Тоа се чуваат и нашата хладњача е современа, тоа е контролисана атмосфера, се чува таму многу добро, али ваквиот начин на берење се покажа дека навистина имат голема заштеда, односно на скапување, на трулење на јаболката, веќе скоро како да не постои. Кој ги користи овие убави плодови? Па овие во главном се користат во нашата земја насекаде, нарочито овие што се продаваат во овие месеци касните, најмногу се користат покрај морето, да бидеме искрени. Значи, ланската година ние голем дел од тие јаболка, скоро 80% ги пласираме на Јадранското море. Нема проблем за пласирање? Нема проблем во тоа време да се чуваат јаболка, нема проблем. А овдека уште едно е вака да спомениме што овај насад е на една основна организација на Здружен труд. А овде учествуваат сега сите основни организации на Здружен труд. Така да во бербата учествуваат сите и работната заедница, така да од првиот до последен човек веќе денеска се тука на берба и реков со голем апетит го очекува овој ден да дојде да ги собереме јаболката на време, квалитетно и да ги сместиме лагер за чување за онај период кога ќе бидат најпотребни да се трошат на нашиот пазар. Двојниот добитник на Нобеловата награда Лајнус Полинг смета дека нашите предци
служејќи се исклучиво со она што го наоѓале во дивата природа, особено во растителниот свет, внесувале во својот организам 42 до 168 пати повеќе витамин С, отколку што тоа го прави денешниот човек. Денешната културна флора, особено овошката, содржи помалку ваков витамин отколку дивата. Витаминот С е термолабилен, така што при варењето брзо се распаѓа, а исто така и при долгото стоење на обична температура се уништува. Значителни количества витамин С што човекот ги внесува во организмот се уништуваат со разни психички стресови, со алкохолот, со контрацептивните и со други синтетички медикаменти и особено со пушењето. Се смета дека со секоја испушена цигара во организмот се уништуваат по 25 мг С витамин. Истовремено, поради живење во загадена средина и изложување на разни и чести емотивни стресови, човековата потреба за витамин С денес е мощно зголемена. Олку изразената дефицитарност на овој витамин остава големи неповолни последици врз човековото здравје, отколку што тоа многумина го сваќаат. Нашата организација е основна организација на здружен труд во склопот на ЗИКО Вардарија од Неготино и се занимава со преработки од зеленчук и овоштие. Имено, нејна цел е да на ова поднебје, на овој терен, па и малку пошироко, ги прибира сите примарни производи од зеленчук и овоштие кои што се наменети за преработки, а на некој начин представуваат мал вишок на пазарот за свежо. Тоа е и намената да имаме поголемо искористување на системите кои што ги градиме за наводнување, а со тоа да допринесеме и во извозот и прибавување на девизи за Републиката нормално преку преработките од зеленчук и овошје. Иначе се занимаваме со сите врсти овошје, преработуваме, правиме компоти, джемови, мармалади, а од зеленчуците преработуваме домати, пиперки, производи од останатите зеленчуци, корнишони, цвекло и ред други производи. Иначе, што се однесува до квалитетот на овие наши производи, ние сме се на некој начин докажале не само во нашата република, туку и надвор од нашата република, што тие производи кои што на некој начин ги контролираме како во текот на преработувањето и во соработка со повеќе институти од земјата, се има докажано и надвор од нашата република. Ги извезуваме на сите страни од светот, така да квалитетот нивни е признат насекаде. Иако се тоа преработки од зеленчук со топлотен третман, овие производи ипак на некој начин си го задржуваат својот квалитет, можда не во иста мера како што се као во сирова состојба, меѓутоа, иако еден мал дел од тие витамински состојци или лековите состојци во сировината се нарушуваат, сепак добар дел тие си го задржуваат својот квалитет. Што се произведува вашата фабрика? Воглавно нашата фабрика ги преработува сите врсти на овошје и зеленчук
и се произведуваат концентрати, бистри концентрати и овошни сокови. Каков капацитет, колку произведувате во текот на годината? Во текот на годината произведуваме 1600 тона бистар концентрат од јаболко и полниме од сите врсти на овошје во сокови. Овие машини колку можат на еден час да направат овошен сок? Овие машини преработуваат улазна сировина 10 тона на час, од кои излегува некаде 1100 килограма концентрат со 72 брикса. Имаме ли доволно овошје за преработка во нашата република? Што се однесува за оваа година, имаме доволни количини на овошје, што беше исклучок прошлата година и предпрошлата година. Најмногу произведувате јаболко. Кои други овошни видови? Поред јаболкото ги преработуваме вишната, на второ место доаѓа вишната, после боровинката, капина, нешто рибизла, имаме преработено некои количини на слива, во сокови преработуваме кајсија, праска и други врсти на овошје. Општо познато е хранливата вредност на овошјето, дури се припишува и лековите својства на разните овошни плодови. При преработката дали се нарушува хранливата вредност и овие лековите својства, како ги нарекотме, при преработката овде во вашата фабрика? И кој третман вие го имате најмногу? Што се однесува за нашите сокови, се чисто природни сокови. Тука е само примената на термичка обработка. Други конзерванси нема воопшто, како и CO2 додаток немаме. И како такви доста се припатени и декларирани како природни производи. Природен производ, блиску до суровината. Да, блиску до свежата сировина. Каде се ги пласирате и има ли интерес за вашите производи во нашата земја, надвор од нашата земја? Нашата фабрика, како што се знае, доста млада фабрика, поглавно производите ги пласира, односно концентратите ги пласира на странскиот пазар, како што е Аустрија, Германија, Швајцарија, Холандија, Америка, Канада, а за прв пат прошлата година произведеме и сируп од вишна кој беше пласиран во СССР. Познат се во целиот свет. Да, точно. Денес во светот има се повеќе и повеќе мудри и учени кои се залагат за поголема грижа за зачувување на човековото здравје со помош на поприродниот начин на исхрана и лекување. Не потценувајќи ги епохалните успеси на современата медицина и фармација, заговорниците на природниот начин на лекување посебно укажуваат на опасноста од прекумерната и неконтролирана употреба на разните синтетички медикаменти и советуваат секаде каде што е можно, а особено во случаите на разните хронични заболувања, синтетичките лекови да се заменат со природни извори на лековити материи. Медицинските и другите стручњаци исто така препорачуваат во интерес на зачувувањето на биолошката рамнотежа во организмот, која што е загрозена со неправилната исхрана и недоволната физичка активност, современиот човек да учи како да го одржува своето здравје, покрај другото и со помош на активна рекреација, спорт и правилна исхрана. Заедно со биоактивните материи од лековитите растенија, свежото овошје и зеленчукот, минералните води и другите природни извори и пчелните производи представуваат драгоцена ризница на лековито профилактични состојки што му се нудат на современиот човек како незаменливи дарови на природата и пријатели на човековото здравје.
пчелниот мед од секогаш го заземал почесното место во човечката исхрана, а во поново време и современата наука му придава на медот и другите пчелни производи, млечот, поленот, пропулисот и пчелниот отров се поголемо значење, зашто благодарење на усовршените аналитички методи и биолошки тестови, што овозможиле наполно запознавање на составот и особините на тие производи, дошле до заклучок дека тие имат богат и сложен состав и дека се како природни производи и храна и лек. Веќе започна да се развива и посебна гранка на медицинската апитерапија, што се занимава со изучување на можностите на практичната примена на пчелните производи во лекувањето на одделните болести и за заштитата на човековото здравје. Голем е интересот на научниците за пчелните производи и се поголем е бројот на лабораториите и клиничките истражувања на овие производи низ целиот свет и ја поттикнаа на тој начин меѓународната пчеларска организација Апимондија да започне со организирање специјални меѓународни симпозиуми посветени на примената на пчелните производи во медицината и исхраната. За резултатите на тие истражувања е информирана и Светската здравствена организација, од која е побарано да ги запознае широките лекарски кругови во сите земји во светот со методите за лекување со помош на пчелните производи и нивното значење во заштитата на здравјето. Истакнувајќи дека на современата медицина не и се потребни никакви чуда, туку нови идеи, апидолозите со полно докази уверуваат дека токму апитерапијата нуди изобилие нови и оригинални идеи во борбата за зачувување на човековото здравје и зголемувањето на неговата работна способност. Другар Банчо, вие сте председател на Пчеларскиот сојуз на Македонија. Каква врска има Југословенската народна армија и развојот на пчеларството? Па, сигурно случајно сум сега избран јас за овие 2 години као председател на Пчеларскиот сојуз на Македонија, иначе пчеларството и армијата имат и текако голема, да речам, поврзаност, заедничкост, затоа што медот и пчелните производи се као стратешки материјал кој се користат за евентуална војна, што не е случајно да и Савезниот секретарат за народна одбрана пчеларството го воведе као стопанска гранка и да се занимаваат со производство на пчели, мед и пчелни производи. А колку ми е познато, медот и другите пчелни производи воведени се и во редовната исхрана на... Да, тоа уште од поранешните години медот као храна, изврсна храна воведена е во исхраната на војникот и секој војник добиват за доручек и за други овие маршеви кога се организираат одредена количество на мед. Особено оние родови кои што се изложени на повеќе напор. Точно тоа. Како председател на Пчеларскиот сојуз, дали ќе сакате да ме информирате за бројната состојба, за интересот за развој на пчеларството пошироко? Да. Пчеларството воопште завзема голем замах во развојот воопште на Југославија, а посебно и во Македонија. Во последните неколку години баш тоа, не да речам со кораци доди, него баш оди со трчечи кораци напред. Со брзи чекори. Со брзи чекори напред. Организирани сме во тој Пчеларски сојуз на Македонија, каде влегуваат здружења при сите општини на територија на Македонија. Јас, колку знам, имаме околу 150.000 пчелни... Точно, према последната статистика 81 година се рачуна негде да имаме негде преку 10.000 пчелари на територија на Македонија, регистрирани пчелари и преку 150.000 негде пчелни семејства. Али овој број сигурно не е точен, тоа е сигурно многу поголем, затоа што во селата имаме пчелари и во градовите пчелари кои не се од било која причина зачленати во здружења и тоа. Кога станува збор за пчеларството, секојаш асоциацијата е медот. Кое количество мед ние го произведуваме овде на нашето подрачје? Па, во Македонија имат пчелари кои
постигнуваат врвни резултати кои постигнуваат негде 40, 50 и 60 кг по кошница, а имаме и тоа е поголем број на пчелари каде произведуваат негде 4 до 5 кг и до 7 кг мед. Са ние како пчеларски сојуз со нашата стручност се бориме да тоа го некако доведиме, да го доведиме до една средина, да секој произведува негде отприлike 30 кг мед по пчелно семејство, па процентуално тоа колку е, точно ја не можам сега да кажам. Тоа и како стопанска дејност е исплатливо. Па во последно време баш пчеларството и треба така да се третира, со воведувањето и на постдипломски студии во Загреб и во Београд со високостручни кадрови кои се веќе ствараат и средни кадрови, се размислува да пчеларството биде и како стопанска гранка, не е веќе пчеларството као хоби, као на одреден пчелар на ова, него тоа треба да преминува во општествениот сектор на општествени пчелињаци и Пчеларскиот сојуз на Македонија баш во тоа инсистира сега. Индивидуалното пчеларство се развива онака како е, меѓутоа интенција ни е да се развива општествениот сектор, да докажеме дека тоа е и tekako доходовна гранка во земјоделското производство. Кога станува збор за намерите, каков е програмот на Пчеларскиот сојуз, долгорочниот програм, без друго има таков? 83 година донесена е долгорочна програма која гласи негде до 2000 година. Ние председатели можеме да се менуваме како руководители на тој Пчеларски сојуз, али политиката останува иста. Програмата е таа што ни дава една гаранција дека пчеларството ќе го развиваме стварно као стопанска гранка. Од тоа веќе имаме одредени показатели, републичките фактори, земјоделскиот факултет, Комитетот за земјоделие, извршното собрање на Македонија веќе сме прифатени као организација која покажува одредени успеси и со изложбите кои ги имавме во задните 3 години, мислиме тоа го постигнавме. Значи сега се настојува да се популаризира пчеларската гранка колку се може повеќе во пошироките слоеви. Сега треба да влеземе во народот. И ова поред трета пчеларска изложба имаше доволно експонати изложени. Како се задоволни? Со третата пчеларска изложба, исто како и со првата и со тоа сме многу задоволни, али увидовме дека тоа сега треба таа изложба да ја пренесеме во центарот на градот. Да народот биде многу поблизу до тоа. Овде беше поврзано со влезници, затворена четврта хала, ние и понатака ќе имаме. И повеќе имаше изложбен карактер. Да, и понатака ние ќе го задржиме тој изложбен карактер можда во Сајмската дворана, али во центарот на градот би требало да добиеме и подршка од одредите структури на градот и од соуправата на пазари, да тоа го организираме како што го организира Пчеларскиот сојуз на Србија на Ташмајдан, каде народот поминувајќи кроз таа изложба, целиот парк сушност е продажна изложба на пчел, на мед и разни други пчелни производи. Тоа треба да биде целта ни на Пчеларскиот сојуз да пчеларството го пропагираме сега во народот многу пошироко. Во пчелните производи, мислим медот, кој јас се сметам као негде трета фракција во пчеларството, матичниот млеч, поленовиот прах, прополисот, пчелниот отров, восокот, се многу лековити. Во сите овие пчелни производи има толку елементи кои се користат во фармацијата, било во лековите, било во фармацеутската, во козметиката, да тоа нешто многу широка примена. Да. Само да земеме да матичната млеч има во својот состав најдени веќе некаде отприлike 29 елементи кои се користат во лековите за хумана медицина. Поленовиот прах е и tekako познат со содржајот на комплексот Б витамини, на и други состојци, аминокиселини и све тоа. Пчелниот отров служи и како лек, пчелниот отров, признат лек, точно и применуван во многу клиники. Руските научници тоа го доста пропагираат и имаат одредени показатели каде дават многу добри резултати во
лекувањето на реуматичните заболувања. Вака во пчеларството се зборува дека ниеден пчелар до сега не се знае да е заболен од реуматични заболувања. До сигурно има некоја случајно за тоа што секогаш на секој преглед добиваме одредени убоди на пчелите. Вие, другар председател, дали се занимавате лично со пчеларство? Занимавам се со пчеларство, се занимавам веќе 22 години и љубов толку е помината таа љубов према пчелата, што не жалејќи ето и средства и све, баш во последно време сум и записан на постдипломски студии на Природно-математичкиот факултет во Белград, каде сега наскоро можда треба и да магистрирам во таа област. Славија е единствена наша работна организација која има организирано ваков продажен простор за мед и другите пчелни производи. Да, единствена организација што постои на територија на Македонија, тоа е ова продавница, иначе продавница се вика Пчела и 125, значи подброј. Каде производи исклучиво, значи продаваме од пчелата и за пчелата, што вика потреби за пчелата. Чи се овие производи во главно? Во главно овие производи се потекнуваат. Видите, овие производи потекнуваат, имаме више од препаратите е од Медекс Љубljana, пчеларски комбинат Белград и пчеларска централа Загреб, како и од нашава задруга Напредок, кои имаат многу производи така натаму од овие фирми исклучително. Кој е најмногу застапен производ? Најмногу застапен производ кај нас е медот и препаратите за лек, уствари као лек се сметет, ме разбираш, а се исто производи кои служат и за храна на човек. Вие сте раководител на продавницата. Каков е интересот за купување? Купување е голем. Што најмногу се бара? Мед и мелбросините. Од лековите. Да, мелбросините на Медекс, Белград, стимулансите и медот. Каков промет правите дневно? Па релативно добар. Добро, колку е тоа? 32, 33 милиона. Некој денов има до 44, 45. Дали купувачи доаѓаат повторно да купат, кој еднаш веќе купиле одреден производ? Да, има редовно луѓе што доаѓаат. Редовно? Да, редовно доаѓаат. Докторе, колку време веќе постои вашиот завод и ве молам накратко да ни кажете за вашите согледувања, сознанија при лекувањето на болните. Па Заводов за рехабилитација во Тешево, како скратено го викаме, постои веќе 6-та година. Инаку полниот назив како? Иначе полниот назив е Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични заболувања. Како што реков, отворен е во 5 септемвар 80-та година и ево веќе 6-та година како единствена институција од областа на пулмологија за рехабилитација на овие заболени во Македонија работи, мислам, со успех до сега. Вие сте под патронат на клиниката од Скопје? Да, уште од самиот почеток, во основната концепција така беше зацртано да Заводот работи под директна контрола на клиниката за пулмологија и алергологија, како највисока институција од областа на пулмологијата во Македонија и под една стручен надзор, под една отприлike контрола таква на професорот доктор Љубомир Потески од клиниката. Какви се сознанијата до сегашни? Па видите, во теков на овие 6 години во Заводов се лекувале негде преку 6000 пациенти, претежно од нашата република. Резултатите постигнати се повеќе
подобри мислам од очекуваното. Ние вршиме анализа за сите пациенти досега што престојувале и резултатите покажуваат дека негде кај 92,8% од овие пациенти кои што престојувале има и објективни и субјективни подобрувања. Докторе, вие сте борец и за заштита на човековата околина. Имате и сојузна функција, член сте на Сојузниот совет за заштита на човекова околина и во Републиката. Да, во Туристички сојуз на Југославија, во председателството сум член и председател на одбор за заштита на човековата средина. Па видите и функцијата, и односно развојот на оваа институција овдека е управо сврзана со таа човекова околина. Ова подрачје каде што сега се наоѓаме, Преспа се мисли како навистина заштитено, како незагадено од органски и анеоргански загадувачи на средината, кое што е еден од главните предуслов за лекување на овие пациенти кај нас. Сигурно дека и за постоење на институцијата во овој регион, пред отварањето беа направени такви исследувања од преќе, каде што мораше да се видат сите тие микрогеоклиматски услови, дали средината одговара за развој на една ваква институција која што ќе се занимава со лекување на овие заболени. Сигурно дека тука беа и други овие елементи на геоклиматската средина. Тука секако е пред све надморската висина, која што се смета дека е наидеална. 853, знаете дека е метри надморска висина на нивото на езерото. Сигурно дека поред ова алергогеност на средината играт улога и така изузетно ниската релативна влажност на воздухот, која што е многу битна кај нашите пациенти. И на крај едно обележие кое што е ретко, мислам, не само во Македонија, него пошироко, присуството на радон во воздухот. Во ова подрачје меѓу Тешево и Царина имаме сознание дека има радон, а радонот знаете дека за сега барем познато делува седативно кај пациентите, кое што индиректно се реперкуира во позитивна смисла кај нашите пациенти. И само уште едно сакам да додам. Едно посебно обележие за Преспа и за овој крај овдека кај нас, дека маглата уопште не е застапена през целата година, ни зима, ни лето. Како метеоролошка појава магла вие не познавате? Не познаваме, апсолутно не познаваме магла. Е многу корисно и важно за ваков вид болни. Сигурно. Знаете како се осеќаат овие нашиве пациенти во градовите каде што е стегат маглата заедно со смогот и така натаму. Докторе, покрај овие геоклиматски предности на подрачјето, како е опремен вашиот завод, вашата институција? Заводов отпочна со работа во објекти на туристичкава населба во Тешево со цел да се овие капацитети кои што не се искористени през другиве, мислам, вансезонски месеци, порационално да се користат и е опремен навистина најсовремено од областа на пулмологијата што денеска во светот постои. Пред све од диагностиката. Ние се наоѓаме сега во просторијата за гасни анализи. Вие гледате овдека има повеќе апарати, зарад тоа што сакаме да вршиме компензација со оние простори кои што не одговарат за испитување на некои работи. Имаме неколку апарати, се компјутеризирани, како што гледате, посебен збор на техниката. Пред све основен апарат, гасни анализатор, каде што вршиме едно исследување за состојбата на крвта со одредени гасови. Понатака имате Хайцер контер, кој што е апарат за испитување на крвните елементи по електронски пат, спектрофотометарот, така и некои други лабораториски апарати. Основен предуслов за диагностиката кај нас и за пратењето на случаите, за одредувањето на терапијата и така натака. Гасниот анализатор врши негде 12 анализи со една капка крв од увото за 60 секунди, отприлike за една минута. Така да рутински кај пациентите се вршат и повеќе гасни анализи во текот на 24 сати, ако е состојбата потешка, за да може да се одреди и терапијата.
Се наоѓаме во просторијата за функционална диагностика на плуќата. Овде се сместени два апарати, тоа е спирометрот и боди тестот. Овие се исто така едни од основните апарати потребни за нашата патологија која што ја третираме овдека, за одредување на функционалните пореметувања на плуќата. Како што гледате, двата апарати се исто така најсовремени што во сегашнава состојба постојат воопште, што мислам техниката ги нуди од областа на медицинската опрема. И двата се од увоз од Западна Германија и сигурно многу допринесуваат за во диагностиката на нашата секојдневна работа. Меѓутоа, вие приметивте и во претходната просторија за гасни анализи и во оваа просторија на некој начин се неадекватно сместени, заради тоа што таа компјутеризирана опрема бара и адекватен простор за работа. Покрај другите нелагодности што во теков на овие 6 години ги имаме во работењето, сигурно и не само рационалното користење на опремата, него и адекватното користење на опремата е не онака како што би сакале. Овој апарат работи многу прецизно ако е смесен во наменска просторија. Исто така и просториите за гасни анализи. Од тоа, ние во последниве години во соработка со републичките институции, пред све Републичката институција за здравство и здравствена заштита, Републичкиот комитет за здравство, направивме една програма со која што бараме изградба на една наменска просторија, која што ќе може да ги задоволи потребите на оваа дејност која што ние ја имаме. Тоа е одредена локацијата од страна на извршниот совет на собранието на општината Ресен, на неполн километар од Отешево према јужниот дел према Царина. Тој локалитет мислиме дека е и најадекватен за дејноста, пред све заради тоа што цениме дека радонот е најповеќе присутен на тој локалитет. Работната средина, како дел од севкупната човекова животна средина, без сомнение е извонредно значајна. Во неа работниот човек поминува добар дел од својот живот, во неа извршува физичка и интелектуална активност, при што е подложен на влијанија на различни фактори на околината, многу повеќе отколку во други средини. Заради тоа, покренување на систематски приод кон проблемите на состојбите на работната средина, нејзината заштита и унапредување, нејзината максимална хуманизација, паралелно со останатите компоненти на животната средина како целина, представува значајна општествена задача. Во заштитата на работната и унапредувањето на условите на работа, постигнати се значајни резултати во поголем дел на работните организации на Сдружениот труд. Постигнати се по поволни и по безбедни услови во работата. На многу работи и работни задачи отстранет е тешкиот физички, опасен и по здравието штетен труд, воведена е современа техника и технологија, процесите на работа се повеќе се автоматизирани и механизирани, а воедно се прават усилби, што е можно побрзо и поефикасно да се користат научните достигања и применуваат современи методи и организација на трудот. Тутунскиот комбинат во севкупната деловна политика која што перманентно ја води, во склопот на таа деловна политика е и политиката за зачувување на здравјето на вработените и зачувување на стандардот на истите. Во рамките на овие настојувања, комбинатот има превземено низа мерки. Пред се на полето на општествената исхрана, на полето на одморот и рекреацијата,
на планот на здравствената заштита, на планот на временно прераспоредување на инвалидите на трудот, на планот на заштитата на децата и така натаму. Комбинатот е стара работна организација која уште одма после ослободувањето почнале со своји размислувања на хуманизација на тие околности и односи, така да створени се услови, створена е здравствената станица уште од 55-та година, која денеска е значително во една фаза на сестран развој, добро опремена со техника, технологија и кадар. Во неја се вработени 40 работници, тоа е еден квалитет. Имаме одморалишта собствени во капацитет од 250 легла. Одморалиштата ни се распоредени во главном во познати туристички локалитети. Локалитетите во Претор, Асамати, Крани и во Охрид, а имаме нешто и на море, собствен капацитет, а други капацитети имаме и под закуп земаме, така да вкупно собствен капацитет имаме 250 легла, а додека закупуваме околу 50 легла друг капацитет на море и во Дојран. И надоместувате голем дел од потребите за банјските лекувања на ваши работи. Банјските лекувања се неколку години уназад постојано присатни со дотација од страна на комбинатот. Партиципацијата на комбинатот од година во година е се поголема и поголема, така да ова година учествува комбинатот со 140.000 стари динара, а имаме склучено договори со две бајни, тоа е Негорци и Бања Бањско Струмица. Интересот моментално е поголем за Негорци, помал е за Бања Бањско, ради тоа веројатно што Негорци е постара бајна и така. Годишно одат од 120 до 130 работници на ваков одмор, кој што по собствен избор се определуваат и каде ќе одат. Ние како работна организација во битката за стабилизација и на поголемување на производството не изгубуваме од вид и психичката и физичката интеграција на работникот. И затоа Тутунски комбинат вложува огромни средства како за општата заштита на работникот, така и за личната заштита, со цел да тој биде попродуктивен и безбеден на работното место. Една од правците на подобрување на условите на работа е механизација и автоматизација на технолошкиот процес, целокупна механизација на транспортот, на трешниот кој што се обавува внатре во фабриката, така да човекот станува како фактор одлучујќи, али во производството неговата улога повеќе е како контрола, а се помалце онај физичкиот труд се тежи да се избегне. За таа цел тежиме да ги подобриме општите услови во работните простори, преку подобрување на климатизацијата во работните простори, намалување на буката, хемиските и физичките штетности и доколку тоа не можеме да го постигнеме со денешните достигање на техниката, ние преминуваме на лични заштитни средства кои ги вложуваме денеска околу 2 милиарди стари динари, вложуваме за лични заштитни средства како би ги подобриле тие услови на работа. Денеска се во опаѓање и повредите на работа, додека некогаш биле околу 130-140, денеска се движат околу 100 повреди на работа годишно. Прашањето во врска со болувањето во Тутунскиот комбинат, поточно службата за заштита на работа и социјална заштита, редовно го прати. Така да во 79-та година точно е дека имавме повработен годишно 8,87, додека во 1985 година 3,87, или точно речено за 5 дена помалку. Мислам дека
ваквиот однос на боловањето, односно рапидното паѓање на боловањето се должи пред се на соодветната здравствена заштита, на односот на сите служби према производниот труд и мислам дека она се што чиниме, издатоците што ги правиме на полето на комунизацијата на трудот, на полето на превентивните мерки преку бањското климатско лекување, преку соодветната здравствена заштита, преку одморот и рекреацијата и заштитата на инвалидите, мислам тоа е резултат на односно ваквото намалување е резултат на ова. Воедно би додал да ние кога се опрашање на инвалидите на трудот немаме непрераспоредени инвалиди. И тоа практично ни овозможува да истите ни се продуктивни, не отсуствуваат од работа, немаме големи изостаноци од работа.